Во рамките на проектот спротивставување на корупцијата во животната средина на локално ниво, открите, анализирајте, зајакнете. Денес во Берово се одржа презентација на наодите од истражувањето на истоимениот проект, спроведен од Евротинг, Центарот за европски стратегии. Целта на проектот е да ја зголеми отпорноста и активноста на граѓаните во однос на спречување на нелегалната сеча, да се активираат и навремено да ја пријавуваат до надлежните институции. Денес, на Меѓународниот ден на планините, Евротинг, Центарот за европски стратегии, дојде во Берово со цел да одржи настан кој што има крајна цел да зголеми отпорноста, но и активноста на граѓаните во однос на спречувањето на нелегалната сеча. Овој проект се спроведува со поддршка на глобалната иницијатива за борба против организираниот криминал и крајната цел е да имаме поотпорни граѓани кои што навремено ќе ја пријавуваат дивата сеча, ќе се активираат, меѓутоа ќе бидат и секогаш на располагање на институциите, на останатите граѓани за да подобрат борбата против организираниот криминал во државата. Нелегалната сеча и уништувањето на планините, во која во многу наврати учествуваат и криминални групи, најмногу е застапена во северозападниот дел на државата, додаде Стефановски, и истакна дека на територијата на државата годишно се сечат 600.000 кубни метри нелегална дрвна маса. Првичните наоди од нашето истражување велат дека состојбата во Малешевијата е дури можеби малку подобра од одредени други региони во државата, меѓутоа особено во северозападниот и југозападниот дел од државата, проблемот со организиран криминал во нелегалната сеча е навистина сериозен. Не би можел да излезам со конкретни бројки за Малешевијата, меѓутоа грубите пресметки правени на национално ниво од страна на експерти велат дека годишно на територијата на цела Македонија се сечат околу 600.000 кубни метри квадратни дрвна маса, зборувам за нелегална сеча, која што понатаму нелегално се дистрибуира до крајните корисници во државата. Илегалното уништување на планините не е поразлична ниту во Малешевијата. Не се проблем законските решенија, туку нивната примена, а за сето тоа да се спречи, потребно е исто така и едукација на населението, додаде Војо Соколовски, председател на Националното здружение на собственици на приватни шуми во Македонија. Не сме поинакви од колку целата територија на Република Македонија, значи легалните сечи се и кај нас. Може би не во толкава мерка какви ги има, да речеме, во Западна Македонија, но секако се присутни и народот во Малешевијата мора да застане на тие дејанија. Значи, како што рековме, дека потребно е народот да се едуцира, пред се младата популација. Значи, она што значи институционална поставеност, исто така се вклопува во делот на проблеми кои ги имаме во општеството, а тоа значи дека не се проблем законите и законските решенија, бидејќи ги има, релативно се квалитетни, бидејќи сакале или не, мора да ги следиме евродирективите и покрај пријавите кои стигнуваат до органите судски и обвинителството, секако тие не се процесуираат во доволна мерка и тука имаме фрапантни податоци каде од, да речеме, 15, 16 или 20 пријави, ниту една не е процесуирана. Инаку овој проект е поддржан од глобалната иницијатива за борба против транснационален организиран криминал и Фондот за отпорност.